Извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за кадровски решенија. Во источниот регион има и стари и новоизбрани председатели на општинските комитети. Одлуката на високото партиско тело се чекаше прилично долго, а таа синоќа ги разреши сите дилеми за идниот партиски тим од источниот регион кој локално ќе ја спроведува партиската програма, но ќе креира и нови содржини. Несомнено, ова е залет за престојните парламентарни избори кои законски се за 2 години, но може да се случат и уште напролет идната година. Во Штип, прв човек на партијата и понатаму останува пратеникот Душко Иванов, кој досега оствари 2 големи изборни победи, парламентарните пред 2 години и локалните лани. Искрено, поддршката која што ја добив како втор мандат да ја координирам работата на општинскиот комитет, всушност представува предизвик да во периодот кој што следи продолжиме со позитивните политики, посветено, честно и со јасна цел да ги подобриме општествените прилики во Република Македонија и во нашиот Штип. Повторно доверба добија и Стојан Кракутовски во Берово, Миле Гошевски во Пехчево, Иван Гоцевски во Делчево, Тони Тоневски во Пробиштип, Гордана Барбашка во Карбинци и други. Изборот за нов председател на општинскиот комитет значи поголема инспирација и поголема доверба меѓу членовите на ВМРО ДПМН и гласачкото тело на ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе бидеме исто така подобри во Пехчево и дека ќе имаме уште поголеми успеси за голема победа на ВМРО ДПМН. Со нов кадровски потенцијал ВМРО ДПМН во источниот регион тргнува во Кочани, каде за председател е избран Александар Андов, Виница Александар Јованов, Македонска каменица Љупчо Марков, Зрновци Виктор Анакиев и Чешиново Облешево Славе Донев. Изборот на новите председатели е порака дека во одредени средини се потребни кадровски освежувања со оглед на изборните резултати од локалните избори, каде ВМРО ДПМН не успеа да победи, како на пример во Зрновци и Македонска каменица, но и решавање на наталожени внатрепартиски недоразбирања, како во случајот со Кочани. Се заедно, партијата сега тргнува од почеток во новите изборни циклуси.